Сега, имаме ли слово од Господа? Ближи Нова година и ќе почнеме ние сите да си викаме среќна Нова година. Ќе се жена двајца и викаме среќен ви брак. Ќе дипломира некој среќнати сега, нели, се најубаво во животот. Ќе почине некој, му викаме Царство небесно. Колку ќе се одразат нашите добри желби врз реалноста? Ќе го однесе ли некој во Царството небесно само затоа што ние ќе кажеме Царство небесно му посакувам? За мртвите се најдобро, нели? Ќе се одрази ли нешто врз дечи брак ако ние го кажеме ви посакуваме најголема среќа на вас двајцата влюбени? Колку реално ќе се одрази сега ние на Нова година, сите ние ќе почнеме да и на пријателите и на комшиите да си викаме ај среќна ти Нова година, ај среќна ти Нова. Па нели рековме и лани така? Па има многу луѓе за кои што и не беше толку среќна. Има сигурно и многу моменти за нас самите, ако си размислиме, кои што не беа толку среќни. Кај е проблемот? Нека ли Господа им дава на луѓето среќа, благослов? Како можеме да го замислиме тој Бог кој што го создаде човекот и кога ги создаде машко и женско и рече бидете благословени. Раѓајте се, множете се, наполнете земјата, управувајте со земјата. И даде општ благослов. И како се тие благослови некако не се остваруваат секој пат. И денес ќе зборувам колку што ми преостана време, за жал, вие не сте си ставили некој саат, што ја видлив многу, тоа мене многу ќе ми тоа ќе ме однесе во 2 сати проповедање. Ќе пробуваме на тема како си ги загорчуваме Божите благослови, кои што Бог и тоа како ги предвидел за нас, сака да ни ги даде, запишени ни се, еве натацна ни се, и пак нешто ќе се изврти од нив. Јас ќе пробувам на темата се вика како си ги загорчуваме животите, односно благословите Божи поточно, ама поуката треба да биде како да не си ги загорчуваме нашите благослови од Бога дадени. И ако темата е како си ги загорчуваме, оди треба да учиме од тоа како не треба. Тоа ми е поентата. Ме подсека некој пат како размислам на оваа тема на една шега, евреите обично си ја кажуваат, за евреите ги бие глас дека се многу материјалисти, исто многу се попарите цици дека се и така натоа. Ама Господе да ми падне седмица на лото, најголема награда. И чека една недела, 2 недели, месец, 2. Аме Господе, па нели те молев да ми падне лото, еве, ја верувам во Тебе се. И после 2-3 пати такви интервенции Господ вика, па добро бе човече, се е средено, купи лоза еднаш и пополни вода, му се деви, па спремна тие се ќе биде, некел ни лоз да купи дори. Значи, Бог ќе предвиди некои благослови за нас, и сигурен сум дека за секоја година Бог предвидува благослови, за секој ден предвидува благослови. Ама ние си ги загорчуваме, драги мои. Ние им ставаме пепел, вика нашиот народ. И не сакам да кажам и на крајот се надам ќе го потенцирам тоа дека Бог од своите деца ќе ги повлече на крајот тие благослови. Нема да ги повлече, ама ќе ни имаат многу горчив вкус. Нема да им се изразуваме. Ќе го добиеме можеби на крајот. Особено тоа најважното, вечниот живот, прошката. Ама како што рекол апостол Павле еднаш во Коринтијаните тамо 13 глава ќе се спаси, ама како низ оган да поминува. Па сега вие размислувате што значи тоа да се спасиш животот, ама низ оган да поминеш. И поуките што сакам да ги извлечеме од најчесто од грешките што се прават во пракса, и ќе го земам за пример Авраам, Божи човек, нели, кој што е татко на верата, кој што е символика на Божјето пријателство, наречен е Божи пријател, човек кој што бил толку близок до Бога, што кога Бог наумил, например, Содом и Гомора, тие грешни градови да ги уништува, и вели, Бог сам на себе си вели, како да кријам од Авраам, од пријател, а да не му кажа. И пазите, не му кажал на Лот, што бил исто така верник, кажеме, ама живеел и во Содом, натре, ама му кажал на Авраам, кој што живеел тамо во планините. Како да кријам, да не му кажам. Значи, зборуваме за човек кој што бил близок до Бога, кој што е татко на верата, кој што воопшто не се сомнал во еден момент. И сега, една епизода, јас ќе ви читам само 5 стиха, другото ќе ви го раскажам. Тој човек нема деца.
нема наследник. Во тоа време тоа било катастрофа, да немаш наследник, а бил богат човек, добал богат во смисла на стока, на земја, кој ќе го наследи сето тоа? Згоре на тоа, тогаш во таа култура, па до денес некој пат и меѓу нашата култура, ако некој нема деца, смета дека тоа некој е посебно Божје проклетство. Што нема никаква врска. Ама, кај луѓето е така. И сега, тој човек добива ветување од Бога, дека ќе биде толку благословен и ќе има толку потомци, колку што ноќе излезе и вика, знаете, кога живеете негде на отворено, ние сме биле во Аризона, во пустина сме одели специјално надвор од градот, за ноќе да ги гледаме звездите. Бидејќи ноќе кога гледаш, а не си во град од некаде. Тоа е чудо од звезди што можете да видите. Во град не можете да ги видите, заради светлината, нели, што од сите страни доаѓа. Кога сте во темно место, да гледате горе, тоа не се горе. Ништо нема човекот, а ветен му е благослов. И сега само читам од првата книга во Светото писмо, Битие или Создавање, или Прва Мојсеева, 16 глава, 5 стиха, само ќе ги прочитам. Аврамовата жена Сара не му роди деца. А имаше слугинка, египетка, египтјанка. Значи, ако погледнете правопис од македонски, како се нарекува жител на Египет, е египтјанец. Таа ги била египтјанка, не била египетка. Меѓу другото, не има се јазички, да. По име Агара. И Сара му рече на Авраам, гледаш, Господе, ме направи неплодна. Влези кај мојата слугинка, може би ќе добијам деца. Авраам ги послуша Сарините зборови. И така, откако Авраам престојуваше 10 години во хнаанската земја, неговата жена Сара ја зеде Агара, слугинката, египетката. Незината слугинка им ја даде на својот маж Авраам за сопруга. Тој влезе кај Агара и таа зачна. А кога виде дека зачна, гледаше со презирање на својата господарка. Тоа Сара му рече на Авраам, неправдата што ми се нанесува е твоја вина. Ти ја дадов мојата слугинка во твоите прегратки, но таа, откако забележа дека зачнам, ме гледа со презир. Господ нека биде судија меѓу нас. Тогаш Авраам ја одговори на Сара, ете, твојата слугинка е во твојата рака, постапи со неја како што сакаш. Сара се однесуваше со неја толку лошо, што таа избега од неја. Јас само дотука ќе читам, остатокот ќе го прераскажам, иако вие верувам дека го знаете. Бог дава еден благослов што му е стварно важен на Авраам. Да има пород, да има иднина. И ништо не се случува. 10 години, 20 години од после тој даден завет. И човек како човек, јас не би го обвинил ни Авраам ни Сара во овој момент. Ние сме такви луѓе. Абе, Господ нешто се успал, се заборал, што е работата, ништо не мрда. Може па чека јас нешто да направам. Може си вика овој спие тамо, сега што чека. И нека прави и тој нешто. Ја они ќе ги преземат во своји раце работите. Ама кога ги преземаш работите во своји раце, а Бог ти дал некој благослов според точно определени предуслови, сметај дека нешто ќе тргне наопаку. Има наприкад за еден човек кој што од мало дете му купувале пистолчиња стално и му купувале дури софистицирани пистолчиња, играчки, кои што може да се расклопуваат на делчиња и така натаму. Дошло време, станал полнолетник и си купува он пистол. И купил од оние пистоли што сам треба да ги склопиш. И почнал он да ги склопува, имало упатството, кога го видел упатството, но као, кој ќе чите упатство, јас сум расклопувал такви кои играчки колку сакаш. И земал да го склопува едно по едно. На секој 5-6 делови што ги склопил, лепенка имало. Внимание! Прочитај го упатството за следното. Го одлепил, го фрлал. Не се да ја скратам приказката, склопил, го наполнил со барут староремски, иде надвор да го испука, пан, во глава. И следниот момент се нашол кај Господ. И му вика на Господ, добро бе Господи, ја верен човек, вака, што не ме заштити од тој пиштол? А Господ му вика, човече Божи, на секој 5 делови лепенка имаше тамо, внимавај, читај го упатството. Не кеш да читаш упатството, затоа си сега тука пред време. Не го следиш упатството, не одиш според упатството. Сакаш сам да направиш се, тоа ти е цената. Значи, ние некој пат во животот така си ги упропастуваме нашите благослови. Господ дава благослови под одредени услови и ние интервенираме и не бара ќе му помогнеме на Господ. И можеме се замислуваме дека Господ без нас не може тоа да го направи. Има еден друг пример, човек некој гледал двајца луѓе, една вреќа тешка, на некој камион ја товарат. Видите, нема никако да го товарат, ја се зачудил што е застанал, докато да гледаш, што не може двајца луѓе на вреќа да товарат. Дошол поблиску,
Едниот му вика на другиот, абе што е работа, што не можеме да качиме? А овој му вика, па ја ти помагам, вика, да ја утовариш. Горе, вика, не бе, вика, ја ја симнувам доле. Така што овој буткал нагоре, другиот буткал надоле цело време, и овој е многу помаш му помагам. Така што ние кому помагаме на Господ, е така личи, знаете. Господ сака да утовари, ние растовараме. Господ сака да растовари нешто од нашите животи, ние упорно го утовараме. Или го натовараме, како се вика, е правилно. Како си ги загорчуваме нашите животи? Прво, кога ќе му се замешаме на Господ во плановите. Нешто што не е наша работа. Знаете, благословот за било што, за бракот, за црквата, за семејството, личниот благослов од Бога доаѓа, драги мои, од Бога доаѓа. Апостолите тоа толку добро го сватиле што апостол Павле неди кога ги кара малку коринтијаните, ми се чини беше кој што имало многу поделби по симпатии на проповедници или на луѓе. Јас сум приврзаник на апостол Павле, едни викале јас сум на Аполос приврзаник, тој бил подобар проповедник, јас сум нова, јас сум на фракции, идеме вакви. И во тој дел кај што ги кара апостол Павле меѓу другото им вика, што сме и јас и Аполос и Силван или ние сме само слуги Божи. Еден од нас се е, пазете го сега, другиот доаѓа полева, ама Господ дава да никне и да порасне. И сега ние некој пат си имаме проблеми со тоа, знаете. Господ дава, ама Господ дава во некое свое време. Тој си има некој чуден часовник, што не е како нашите часовници. Патем да бев сега пред студенти, мој малце ќе ви држев во овој дел предавање за времето. Времето е толку релативна работа, што ние стануваме жртви, ама важно е во овој контекст да ви го спомнам, што се си мислиме, време помина, еве 10 години, дури и Авраам од кога му го кажал ова Господ, уште 10 години поминале, ништо не се случува. И ние сакаме времето да го направиме да тече така како што ние сакаме. Ама времето е чудна димензија. Тие што учат малку повеќе квантна физика или квантна теорија ќе знаат нешто. Времето во нашата вселена, како што одите подалеку, се поспоро и поспоро тече. Не е исто, например, едно деноноќие кај нас на Земјата и едно деноноќие на Марс или на Јупитер. Читнете малце на интернет ќе видите. Многу се разликуваат. И кога ќе дојдете на рабовите на Вселената, ако воопшто има рабови, времето престанува да тече. Едноставно не тече веќе. Колку ни влегува нас тоа во глава, друга работа. Ама времето е се поспоро. Се сеќавам, уште кога бев студент или можеби средношколец, имаше многу добри емисии на телевизија, баш овие работи ги прикажува на еден поразбирлив начин, правеа снимки емисии, мислам че дека беа англиски тие серии, и меѓу другото и тоа го прикажа. Двајца близнаци, вижте, едниот се спрема со ракета да оди, не знам каде беше, на Марс или каде беше, и овој го испраќа, значи близнаци се исто говориште, оди тој таму, тој си има саат на рака, тој што патува со ракетата, нели таму, стигнува на Марс, 5 сати само седи таму, по неговиот часовник, нели си гледа, што би рекли, ние се напил кафе, разгледа малко, ај се враќа со земја. Се враќа доле, брат му стар, со брада, а бил, нели, млад 30 на години, да кажем, кога го испратил. Шо бе? Па шо бе, вика, па кај си ти бе, вика, 50 години помина. Абе, како 50 години, вика, 8 сати. 9 сати, вика, моја сат. Толку покажува. Значи, како што патувате подалеку од земјата, времето се поспоро и поспоро тече. И може би таа синтагма што има во Библијата за Господ 1000 години се како еден ден и еден ден е како 1000 години, она има сосема друго значење, ама релативитетот на времето е за Господ ептен јасно. За нас не е јасно. Ние имаме кратко време, нас не е животот толку сега, сакаме, нели. И ако ти каже Бог ќе биде, ама не ти каже кога ќе биде, ние стануваме нестрпливи. И ние сакаме да го забрзаме тоа. Правени се експерименти со дечиња, например. Сум го гледал тоа едно видео. Во градинка одат на дечиња, некои доаѓа дедомрасни шолики, не знам. И ми вика, сакате сега да ви дадам по едно чоколадо или утре да дојдам по 2 да ви дадам сите. 90% од деца сега дај ни едно. Остати утре, ја ќе дојдеш. Човечката природа е таква, сега, одма. Немам јас време за чекање. Значи, тоа
нашето мешање во Божите работи, што ние сакаме да му навлеземе во Божиот часовник, во Божиото време. Дури апостолите, од оно што се чита во Новиот Завет, мислеле дека как да е скоро ќе дојде Господ Исус Христос. Ке налетате на такви текстови. Дури апостол Павле кога зборува за тоа кога ќе се појави Христос, што ќе се случи со живите, вика ние живите, тука што ќе го дочекаме. Тој бил убеден дека ќе го дочека во неговата генерација. Ама па Исус убаво на времето си кажал. Ше пред да го кажал апостол Павле. Часот и времето никој не го знае. Тоа е на Божиот календар. Ама човек е човек. И апостол Павле бил човек. И ние сме луѓе, не би. И сега ние си ги загорчуваме Божите благослови ако почнеме тоа да го забрзуваме како што Авраам и Сара направиле. Не бива, немаме деца. Па може Господ рачуна на ова. Во нивната култура, пазите, во тоа време не било невообичаено да земеш слугинка некоја тие што немаат деца, да си подигнеш пород, ние денес го викаме тоа преку сурогат мајчинство. Значи да ти роди друга жена, ма ти го дае тебе, ти да го посвоиш през името него, да го посвоиш за своје дете. Не било воопшто необично. И не било тоа исклучок. Тоа се правило масовно во тоа време. И си река, бе, може Господ па така и планира. Така да направим. Ајде така да направим. Зошто? Зашто сите така прават. И тоа е нашата втора грешка со која што си ги загорчуваме нашите животи. Ај ќе правиме, сите го што прават. Ама ние не сме сите, драги мои. Христос вели, вие не сте од овој свет. Вие сте избран род. За вас мора да важат посебни правила. Ако сакаме да градиме Царство небеско заедно, ние сме во партнерство со Бога. И кога ние правиме како што сите прават, или како што другите прават, голем дел од благословите ќе си ги загорчиме. Затоа што благословите па, за кои што јас сега зборувам или за ова што е за Аврам, се дел од посебните благослови, не од општите благослови. Кога кажав јас дека Бог го благослови човештвото во целина, да има услови за живот, нели, Светото писмо вика Бог им го изгрева сонцето и на лошите и на добрите, им пушта дожд и на добрите и на лошите. Значи за опстанокот на човештвото тоа се тие општи благослови кои што Господ си се грижи. Нема светот да остане гладен или не знам што. Капацитетот на земјината топка е 60 до 70 милиарди луѓе може да прехрани. Ние сме тек 7-8. 70-80 милиарди оваа земја може да прехранува. Друга работа е што дали ние го менаџираме тоа добро, нели како луѓе. Ама Господ го создал капацитетот, можноста. И сонцето да ни изгрева редовно. Ние химичарите често си кажуваме, сонцето е всушност водород кој што гори, и кога гори се претвара во хелиум, а хелиумот не гори веќе. Тоа значи неповратно се троши тоа гориво, како и нафтарка или да ставите или било што. Ќе се потроши и нема више. Ама Господ води сметка додека му определил рок на постоење на човештвото да си има сонце, да си грее тоа сонце, да раѓа земјата, да не лекува преку ултравиолетовите корисни зраци, нели, светлината и се друго што се доаѓа со нив. Ама јас се зборувам за тие посебни Божји благослови кои се наменети за неговите чеда. И посебните Божји благослови, драги мои, се условени. Во петата книга во Библијата, која што се вика или Пета Мојсеева, или Повторени закони, или Деуторономи, како што вика, пак е од грчки, за жал земено, иако не е тоа правото име еврејски. Деуторономи, значи повторен закон. Деуторо, второ, нома, номи, закон. Повторени закони. Не им било доста еднаш што им ги кажал Господ, ај ќе ви ги повторам што сега на крајот од тие 5 книги, од Тората, Светата книга за евреите, ај уште да ги повторам сите вака закони, се што убаво средено вака да ви ги кажам. И 28 глава, интересна глава, некоја да си ја читате, значи, Второзаконие, се вика во овие Библии, или Повторени закони, или Пета Мојсеева, 28 глава е интересна глава. Првата половина на главата, секојаш е условените благослови се кажуваат. Ако ги слушате моите заповеди, зборува Господ Бог. И се придржувате до упатствата што ги дава. И сега почнува да ги реди 14 стихови поред благослови. Благословен ќе бидеш дома, благословен ќе бидеш кога ќе излезеш, благословени ќе ви бидат нивите, благословени ќе ти бидат, тама буквално вика плодот на твојата утроба, значи децата твои. Благословени ќе бидат во стартот, дава. Ако ги слушаш ти, значи и твоите деца ќе бидат благословени. Благословено ќе ти биде ова, благословено ќе ти биде она, ги реди цели 14 стихови. Чудо.
И сега половината на таа глава, 28 глава, почнува на другото. Ако не ги следиш упатствата што ти ги дава, овде, тогаш. И повтара сите тие благослови со негација само. Негацијата од благослов е проклетство. Проклет ќе бидеш на нива, проклет ќе бидеш од дома кој ќе излезеш. Значи да се исцелиш негде џабе ти. Луѓето мислат, ајде се исцелиме во пубава земја и таму ќе ни видели по кај што поише се плаќа, што се модерно, нели, економски мигранти или како ги викаат наш народ, барем половина е иселен. Сите мислат дека среќата автоматски доаѓа таму кај што има повеќе пари. Ама јас една поговорка што научив од индијанците таму во Аризона. Индијанците имаат една поговорка, вика, камо да можам да отидам негде, ама себе си да не се понесам со себе. Ако може, за да бидам среќен. Така што кај да одиш, себе си не можеш да се избегаш, пак ќе си се носиш себе си. И благословите почнуваат да се вртат во проклетство. Проклет ќе бидеш кај да одиш, проклет ќе бидеш, твоето потомство ќе биде проклет. И реди тамо, бидејќи се однесува тој благослов и на целиот народ израелски, избраниот народ, а ние сме сега избраниот народ, црквата Христова, верниците, вели ќе бидеш глава меѓу народите од светот, а не опашка. Ти ќе им даваш заеми на другите народи, а не да взимаш заеми и да им бидеш после роб. Па сега вие проценете нашава земја дава заеми на другите или ние взимаме заеми цело време. И на која страна сме ние од тој благослов? Зошто? Ако не и следиш упатствата што сум ти ги дал во овој прирачник на животот. Неќе да биде. Значи, Божите благослови се условени благослови. Оние посебните благослови, што не интересираат баш мене, тебе, за нашиот секојдневен живот, фамилијата, лично ние. Ај, тие општите некако сите се ги зиеме здраво за готово, сонцето ќе изгрее как да е. И утре дожд ќе падне как да е. И утре, ама овие посебните благослови што сите ние ги посакуваме, се условени благослови. И тие благослови, драги мои, само можеме да ги упропастиме ако еве вака си преземаме во своји раце. Не сме доволно трпеливи да го чекаме моментот. Немаме трпение. Јас да ви кажам, не сум многу по таа работа. Жена ми е тука, не смеам да лажам. Значи, трпението не ми е јака страна. Не ми било јака страна. Јас ме одам на шалтер, а видам поише од тројца, назад дома. Друг пат ќе дојдам кој ќе има најмногу двајца. Тројца веќе ми е многу да чекам. Меѓу другото, во мојата струка, јас сум хемичар, нели, некои да знаат, и ја избрав неорганската хемија, а неорганската, затоа што во неорганската хемија туриш едно, туриш друго, реакцијата одма станува. Во органската хемија туриш едно, туриш друго, ништо не се случува. 2 недели подоцна дојде и вика. Дојдеш по 2 недели, беше таму пожолтело, погледало. Ај дојде вика после други 2 недели, па после други 2 недели, едно кристалче толкачко се. Во органската хемија се многу спори реакциите. Ја ти немам живци да дадам. Јас сакам сега и одмah, како и секој друг човек. Морам да кажам дека Господ има поработено, за мене е доста во тоја. Една жена ќе си ја прашате после дали ќе се сложи, што таа ми е првиот филтер, ама мислам дека забележува последно време, дека има многу повеќе трпение веќе во однос на порано. После толку години. Дори некој пат знае да ми каже, ти се чудам како можеш толку трпеливо тоа да го правиш. Трпеливост, драги мои. Заради нетрпение, еден добар дел од гробиштата се пополнети со луѓе кои што немале трпение на црвено светло да поминат. Или што немале трпение стиснале на гасот на 150 км, наместо да возат 50. Па некој завршил на гробиште. Заради нетрпение, немање на трпение. А што да зборуваме за крупните работи во животот? Ако ние немаме трпение. Христијаните мора да се одликуваат со трпение. Дури Библијата понекој пат, знаете, има поинаково зборче долго трпение. И тоа е намерно така, кажано така од Бога. Долго трпение. Ние мора да се научиме на долго трпение. Зошто? Ке ни треба. Очигледно ке ни треба за воиднина. И некој пат, знаете, кога Бог ги растегнува работите, кои што ние ги очекуваме и кои што знаеме дека се богугодни работи, и очекуваме Господ да ни ги даде, не се случуваат, па не се случуваат, чекаме.
и одма сакаме да си преземаме, нели, своји чекори и ќе ја оплескаме целата работа. А Господ може да има еве некои причини само да ви го ведам. Некој пат Господ го одолжува своите благослови за подобро да не подготви нас. Верувате дека не е секој пат спремен човек за некој благослов. Не е спремен. Ние сме самоуверени луѓе по природа, уште од Адам и Ева ни е тоа останато така. Ама не е така. Реалноста не е така. Не сме секојаш подготвени. Има еден афоризам што ми паѓа сега на памет така и многу добро ја кажам. Вика, од 10 луѓе кои што се многу сиромашни, 9 души успешно се справуваат со сиромаштиот. Ке преживее, ке се снајде. Од 10 луѓе што се богати, вика, 9 не можат да се справат со богатството како што треба. Или се расипуваат, или се разуждуваат, или ќе направи некоја пелја заради богатството што има. Не знае да се справува со богатството. Во американската NBA лига, ние бидејќи живеевме таму 2 пати по 2 години, неколку сум забележал случаи на врвните спортисти, што биле кошаркари, кои што милионери станаа. А знам дека се случувало тоа и кај боксерите и кај други спортисти, после 5-6 години банкрот. Зошто? Не знаат да се справат. Разуздано трошат, купуваат, пијаат, се пијанчат, после 5-6 години у долгови дури. Значи, некој пат ние си мислиме дека ако Бог сега ми го даде па ја има да направам, еве за Бога. Бог може би знае дека не си баш најподготвен во тој момент. И некој пат Бог ги одложува своите благослови, ги одложува, не ги поништува, за да подобро да не подготви. Еко мене, после 50 години малку повеќе трпение ми дал. Ми изградно малку тоа трпение. Може ми дал таква жена да научам да се трпам, да научам да бидам пострплив. Меѓу другото, како алатка, малку да ми го подобри тоа трпение. Понекогаш ни дава време да отстраниме некоја наша слабост. Оди таа слабост ќе влијае лошо врз благословот што ќе ни го даде. Понекогаш Бог чека да ни зајакне и верата, за да можеме па тоа што ќе ни го даде како благослов да го споделиме со другите. Понекогаш се и такви причини. Имаме такви примери, немам време. Понекогаш го прави тоа за да се сосредоточиме на или да се фокусираме на поважни работи во овој момент отколку тој благослов. За Бог некој пат има поважни работи сега. Ја да не ти го давам тоа сега, премногу ќе те окупира, премногу ќе ти земе од време ако ти дадам такво благослов сега. Ќе ти го дадам, ама друг пат. Давид посака на пример да му гради храм на Бога. И тоа е посебна тема што можеби баш се истам деновиве да ја споделам некаде, кај ќе види како се справуваме со Божјото не. Кога Бог ќе каже не. Ама знаете, кога ќе каже не на добра работа, што имаше лошо во тоа што Давид посака храм да му изгради на Бога. Други, ако се сетите текстот, ја ќе ве потсетам, Давид вика, чекај бе, ние луѓе вика си направивме палати бе, во раскош живееме. А Божјиот дом, шатор. Била ли така бе во шатор да? Да, ќе направиме вика бе лепен храм и така натаму и така натаму. И Бог прво наспроти очекувањето на Давид да биде пофален за тоа, ај прво го искара, ти мене ќе ми правиш дом. Ти мене сакаш да ме врзиш на едно место. И само тука да бидам кај вас во Иерусалим. Да не бидам и во Скопје, да не бидам нигде. Не можеш да ме врзиш. Јас си бидам Бог на сите, секаде ќе бидам. Ама, бидејќи привилегијата беше голема, фактички Бог му услуши молитвата, кој што знаете вие што читате Библија. Ама не преку тебе и не сега, рече Господ. Син ти твој ќе гради таму, откако ќе нема тебе. Има Господ некои причини зашто некои благослови наши ги потурнува за потака. За наше добро е, верувате. Тешко е тоа да се прифати. Ама мене поентата тука ми е друга. Како се справуваш ти кога Бог ќе каже не на нешто што е добро? Што е, сакам Боже, па за твоето дело да го направам тоа. И Бог не дава и не дава. Давид беше прекрасен пример како се справи со тоа, ви кажам. Се поклони на Бога и тури славопој му направи. Ти мене вика овчарче таа ме зема, па колку си ме благословил во животот не можам да избројам. Па сега ако не даваш, ја карикирам малку, нели? Ова, ако не даваш некој, го прифаќам и тоа. Како се справуваме со Божјото не? Тоа е голем индикатор за тоа какви верници сме.
Оти не е Бог келнер само да ни прави услуги. Цело време да трча за нашите потреби, нати ова. Не е Господ келнер. И таа лекција мора да не научи. Некој пат може би ни ускрати некој благослови во некој период за да сватиме дека Господ не е келнер. Не е нас тука на услуга нашите кефови да си ги тераме. Туку своите планови да ги оствари за крајно добро на сите. Вклучувајќи и нас, разбери, за наше добро. Времето ми отиде, така? Да си ставите саат друг пат. Вака, тука. Само тој што збори да го гледа, овие други да не поголем за такви како мене. Ама трпението е работа која што многу пат ни ги загорчува, односно нетрпението ни ги загорчува, благословите. Ке избрзаме и после народот наш вика брзата кучка, слепи ги раја. Ке дојдат, ама слепи ке бидат, благословите. Ке има некоја фанинга. Трето што е важно, и морам да поврзам, нели? Божите благослови се загорчуваме кога во некоја фаза од нашите животи почнуваме да слушаме совети од помалку духовни луѓе од нас. Се заведуваме или се понесуваме по советите на луѓе за кои што знаеме дека ни толку не се духовни колку ние што сме. Во случајот Сара во однос на Авраам. Сара уште која неговата сопруга. Сара уште која и го даде тоа ветување, она се насмеа, ама се насмеа саркастично. Библискиот текст го кажува на тоа. Ајде, 80 години имам, ќе раѓам деца допро. Сара беше и со самиот предлог што му го даде на Авраам, еве слугинката земја на крајот на криштата, немаме деца, што немаме деца, еве ја ти одобрувам. И Авраам, знаете, одма следниот стих, и Авраам прифати. Прифати. И ева била таа што прва каснала од плодот, ама Адам прифатил кога му дала на Христа. И не можеме ние да избегаме, знаете, од одговорноста и после да викаме како што Адам и Ева цело време вика, ама змијата, ама Господ што ми ја дал таа жена, ама ова не, ама ти си прифатил. Тоа што ќе ти понуди некој или ќе ти даде совет, вака направи ова, вака, види, со некој лукавство, за кој што ние знаеме дека не е богоугодна работа. Да дојдеме до тој посакуван благослов, ќе си го загорчиме благословот. Помалку духовни луѓе. Во моје време, кога ќе направевме нешто, некоја белја, дома ќе ми речеа, што си се придружил па си тие други, па викаме, сите правеа така? И има една поговорка во Скопје, што ја користеа и моје дори. Ако се фрлат сите во Вардар, и ти ли ке се фрлиш во Вардар? Така вика Скопјани. Ама сите правеа, па што правеа сите ти, а ти што си се сложил да нешто ни? Ева го наговори Адам, односно Адам одма си се сложи. Народот во времето на Исус Христос го наговориле старешините од црквата. Така би рекле ние, нели, духовните старешини. Тие го подбуцнаа народот да вика распни го. Ама сега, знаете, па ако те подбуцнува некој, биди како оние што биле христијаните во Вереја, во Береја, ми се чини за кој што пишува и дури апостол Павле, кога доаѓал да им проповеда, проверува по писмото дали е така, што кажува. Ама нашите еврејски челници, знаеш, кој тие рекоа, овој да се распне. Чекај малку, помисли. Зошто да го распнеш? Што зло ти направил? Значи, поведувањето по советите на други, кои што се знаеме дека се помалку духовни од нас. Евреите го убедија и Пилат да подпише смртна казна за Исус, а Пилат самиот, знаете, како римски правник, факт е дека стручно гледано тој кажа, 3 пати дури им кажа, ја вина не наоѓам кај овој човек. Но ти знаеш ти дека има избори следната година. Ќе те бираме или не те бираме? Ќе правиш или така како што сакаме и Пилат, вели, сакајќи да им угоди, евреите, подпиша. Ќе подпишеш, ама твојот подпис е тамо после. Не е веќе на тие што викаа тамо на распливо, на Пилат е подпишат. Не знам, историски анегдоти има, дали се вистина, не знам, дека Пилат после тоа се шекнал со умот и дека го тргнале од престолот, бидејќи не бил веќе при себе и по цел ден седал
така кажува, нели, анекдота поред некоја река и стално ги мил раците. И стално викал, уште ми се крвави. Значи, совеста што Бог ни ја вградил како една светилка, на време да не предупредува, е од Бога дадена. И не можеме ние, ако чуеме совет од некој што е, знаеме, многу понедуховен, може би некој пат и световен човек, и да го послушаме неговиот совет попрво отколку принципите кои што се овде, дадени од Бога, и да очекуваме дека тој благослов ќе ни биде благо нешто. Горчливо ќе ни биде, драги мои. Ете, тоа се некои работи на кои што сакав да обрнам внимание при кој пример, ни до половина не стигнав од пишаната порака. Ама времето не гази, такви сме ние професорите и проповедниците, не знаеме некој пат за доста. И лекцијата, драги мои, е, значи, се со намера, скоро ќе ни почне нова година, патем речено, новите почетоци, дури и тие календарските, се од Бога создадени. Знаете дека што првата глава кажа Бог ги поставил сонцето, месечината, звездите, зошто? Да управуваат со времењата и со денот и ноќта. Значи да ни даваат нови почетоци. Па и сите ние тоа го користиме. Ај од утре. Ај денес, ај од утре. Ние многу често го злоупотребуваме. Ај од понеделник на диета ќе се гледам. И ај од до година, од 1 јануари почнувам со ова. Ама новите почетоци се добронамерно дадени од Бога. Не мора Бог да ни даде нови почетоци. Например, 365 дени, 365 дена во една година не мора да биде така. На некои од нашите блиски планети тука по неколку години трае денот. Денот трае. Може ли така да направи? Ама тоа па за еден човечки живот после што ќе значи нема нов почеток, нема нов ден, нема нова недела. Ако не е месечината и сонцето така поставено на таа далечност, нема да има заиди сонце, изгреј сонце на 24 сати, ќе изгреј сонцето еднаш како таму на Аљаска, 6 месеци нема да заоѓа, а па после па кога ќе зајде 6 месеци па не излегува. И после што нови почетоци таму на Аљаска ќе бъдат? Нема, све исто, 6 месеци, нема нов ден, не можеш да кажеш ај од утре, што од утре, исто е, нема утре. Значи, Господ да ни даде посветеност и верност. Во крајна линија сето тоа се сведува на тоа имаме ли доверба во Бога. Имаме ли доверба во Бога. На времето имаше една евангелизација во градот Есен, мисли че ни беше во Германија, Били Грейм што одржуваше и он користеше една илустрација, еден пример, што е добар за оваа сега завршница, да правиме разлика меѓу верување во Бога и доверба во Бога. Да веруваш нешто е полесна работа отколку да имаш доверба. И таа ситуација, ако се сеќавам добро, сега ќе кажуваш он дека имало некој акробат, тоа е реална ситуација, над Нијагарините водопади, јас не сум бил на Нијагарините водопади, само сум ги гледал така на тоа се огромна вода, страшна е, дори нели водопади што паѓаат долу. Од таа страна јаже оптегнал некој и одел човек. Не го пати, и аплауз, многу луѓе се собирали, дори влезници плаќале. И тој земал една количка, на градежна количка. И што мислите, можам ли да ја натоварам со камења и да поминам низ жицата со неа? Може, аплауз, и стварно поминал со количката нама. Се враќа назад, вика, што мислите, можам ли човек да седне веќе мнати и да го поминам? Да, може. Ај ти, а не, ај некој друг там. А не, ај некој друг. Па нели рековте дека верувате дека можам да го поминам? А да, ама ај друг нека биде. Сваќате разлика, зашто значи да веруваш, сите му верувале, аба можеш бе ти, како? Ај тебе да те пренесам, немој мене. На времето кога Бог го беше повикал Мојсей, ќе одиш кај фараонот и ќе му кажеш, пушти го народот мој. Замислите, тогаш Египет, најголемата цивилизација во свет, најмоќната армија во свет, некој си Мојсей што чувал кози, тамо ќе оди и ќе му каже, ја ти кажам тебе, пушти го мојот народ. Кој си ти да ми кажеш? И Мојсей, ако преброите тамо, ако јас се сеќам добро, еднаш сум го броил тоа, 11 пати се обидува да се изговори пред Бога. Ама може се, баш мене ти па патиш. Па ја дури и дрткам помалку. Ај брат ми нека биде. Не ти ќе одиш. Ама види се, ја вака и вака, ја еднаш па убив египтани, па сега овие ако ми извадат од тефтерите тамо, не ти ќе одиш. Ама види се, Боже, значи 11 пати се обидува. Абе, некој друг нека, не јас баш.
Ама да имаш доверба во Бога е како Авраам во оние убавите негови денови. Дури и ножот да го стави на синот единствениот син наследник, да верува, тамо пишува, веруваше дека Бог и мртвите може да ги воскресне. Тој така си мислел. Дека и да го убием Господ ќе го живе. Ама со доверба правил се како што кажал Господ. Драги мои, сега ќе си посакаме ние среќна нова година и кога ќе им посакуваме на луѓето среќен брак и среќен професионален живот кој ќе дипломираат во нешто и да ајде да почнеме да додаваме по нешто. Врви по Божиот пат и Господ ќе те благослови во таа година. Врви по Божиот пат и Господ ќе те благослови и во твојата професија. Знаете како што пишуваше пета книга Мојсеева, 28 глава. И твоето одење, твоето излегување. На нашки кажем, ако сакате да го скратите тоа, шо и да чепнеш, со благослов ќе биде. Да ви кажем искрено, да не бидам погрешно разбран, најмалку би сакал да бидам погрешно разбран. Јас работев како научник и професор на универзитет и имав многу проблеми и додека ме примија заради мојата вера. Многу големи проблеми, цела книга може да се напише околу тоа колку ме блокира и не е битно сето тоа. Никој пат сакам да кажам, не сум работел за некој престиж. Имав еден колега, малце една година постар од мене, уште од млад која бев, вика, мојата цел е да станам академик. А да станеш академик во Македонија, првиот услов е треба да имаш над 100 научни трудови објавени. Над 100. Првиот услов. И не мора да биде да ти гарантира тоа. И он ти го имаше тоа за цел и стигна до некаде. Не е баш академик, ама пред некој ден читам баш за почесен член на академија. Го избрале. Јас да кажам, никој пат не сум имал такви амбиции. Никој пат. Сум го работел честно, тоа што сум го работел, научната работа и професијата моја, за да преживеа моето семејство, не сум го гледал тоа како начин на екзистенција, но и одговорно да си ја работам работата за која сум платен, нели? И сега после сите тие години на кои што ми ставаа и многу сопки се до крајот речиси, во Македонија имаш само 6 научници кои што се вброени меѓу 2% најцитирани и највлијателни, тоа е во второ е поважно. А влијателен научник значи кој што си му дал инспирација на некој друг твоето работа што си ја работел, да го поттикне некој друг да направи или некој уред да состави или нешто да го унапреди тоа во нешто поприменливо. Има само 6 такви во Македонија и јас сум еден од тие 6. И ај што сум јас еден од тие 6. Другите тројца се исто така од Институтот за хемија од кај мене. Од кој што еден е овој колега мој што сакаше академик да стане, а другите двајца се мои студенти. И знам еден колега имаше кој што е атеист, многу голем атеист, кој што од време на време, ама пријател ми е, века човечки кажано, и еднаш ми вика, ти мора да имаш некој ментор тамо горе, вика. На толку сопки што ти ставаме, па сите не испревари и подобро сите испадаме крајот подобро. И јас му викам, имам бе, можеш и ти да имаш? Имам ментор горе? И што сакам да ви кажам сега, реков, се пазам да не ме разберете погрешно. Навистина, што ќе чепнев, испаѓаше, ајде да кажем одма, добри резултати. Мои колеги се оттепуваат работа за нешто, не оди. Не оди ако не е Божи благослов. Јас сем работев малку време, се сеќавам во Аризона кога работев, бев на постдокторски веќе, кај што имав своја, тамо немам јас предпоставен. Си на постдокторски, на Фулбрайтова стипендија, бев таа највисоката стипендија, ти си сам свој газда тамо, тие се должни дури да ти дадат лабораторија, услови за работа и чести мешо имаат таков научни тамо и не може да ти се мешаат. Работиш ти што сакаш, колку сакаш ти. Ама работеа млади докторанти тамо во таа група и тој што им беше менторот, колегата мој преку нив еднаш ми вика, кажете му Иван нека останува подолго малце, што вика вака од 9 сат до 5 работи само и си оди дома. Јас им викав, кажете му мене нека ми каже. Јас му кажам, ама сакам да кажам, никогаш не сум се оттепал од работа, нити викенди сум одел на работа, знае Славица, ние живееме близко до Хемиски институт, некој пат поминувавме навечер тамо, у 10 сат навечер светло свети. Тие мои колеги, работа, празници, делници, работа, дењено ги работа. И пак не се меѓу најуспешните научници што се од нашата бранша. Примерот ми е само за да ви дадам поттик да си врвиме по Божите патици. Да не се фрустрираме премногу ако не одат работите толку брзо кој што сакаме ние.
Тајмингот Господ предодредува, ама верувате, радоста што ќе ја дочекаме на крајот, ќе го надомести ова сето што ни е фрустрација, сега што се нервираме, што не води работа, најдобро правиме се и у црква и дома, и па не одат некако работите. Кога ќе дојдат Божите благослови, ќе биде многу, многу сладко. Многу благословено. И тоа што му видеше на Господ, фала ти што го направи тогаш кога ти рече, а некога јас ба работи, немаше да испадне така добро. Господ нека ве благослови. Завршуваме со една кратка молитва да се наведеме нашите глави, а потоа на Никола ќе му предадам да заврши. Господи Боже наш, ти благодариме што и денес не дојде пред трапезата на Твоето Слово, кое што е толку богато, толку изобилно и секогаш е со добра намера од Твоја страна да не подготви за Царството Небесно во кое што со милениуми, со непрегледни временски периоди ќе царуваме со Тебе, ќе управуваме со новите светови и Ти сакаш да бидеме, Господе, целосно подготвени. И за Тебе овој наш кус временски период не е толку важен како за нас што е важен секој невието. Туку ти гледаш да ги постигнеш долгорочните цели и те молам ние да се вклопиме во Твојот план, да посакуваме навистина Твојата волја да се исполнува во секој детај од нашиот живот. Иако си ни го дал правото и имаме право да молиме секој ден и да се пожалиме кај Тебе и да си ги искажеме и нашите фрустрации за она што го очекуваме, а не ни се случува понекогаш. Те молам, Господе, биди трпелив со нас, а дај ни повеќе трпение и нам. Тој плод на Светиот Дух, тоа зрнце на родот на Светиот Дух, трпеливост, долготрпеливост, да не краси како христијани, бидејќи ние сме во служба на Господарот над времето и над времињата и над се што е за нас ограничено. Во името Христово те молам сега испратиме под нашите домови со тоа уверување дека имаш благослови подготвено за нас и помогни ни помалце да мудруваме и помалку да се мешаме во Твоите начини на кои што и временски периоди кога ти благословите Твои ќе изрешиш да ги испорачаш на секого од нас. До следното наше дружење на ова место или на било кое друго место во името Твое, те молиме, чувај го секого од нас и води не по Твојата милост и добрина. Амин.